Поводот на сите ви е добро познат, посебно да ги поздравиме поетите, писателите, творците, без кои ние не можеме да функционираме, а се разбира и читателската публика од мојата десна страна, која е тука за да ги не подкрепи, да биде заедно со нив и со авторите и со нас. Да се отвориме оваа средба, поред планот и како што треба да се каже, сепак домакинот, а тоа е нашата домакинка, директорката на нашата национална установа, библиотека Григор Прличев, господја Христина Трпеска. Благодарам. Почитувани гости, добре дојдовте на третата годишна средба на роднокрајни автори и на промоција на збирката раскази, поезија и извадоци од романи, наречена Постапките на Прличев. Книгата е искрен и инспиративен омаж на Охридскиот збор, создадена од талентирани автори. Насловот не е случаен. Оваа збирка е патување по книжевните траги на големиот Григор Прличев, но и свеж одраз на современиот глас на Охрид. Во ова дело ќе најдете прозни и поетски гласови кои го негуваат духот на традицијата, но и храбро чекорат кон нови изрази и нови визии. Тоа е сведоштво за жива книжевна сцена, за љубов кон зборот и за непрекинатото влијание на Прличев врз генерациите творци. Ви благодариме на сите што сте со нас. Да го прославиме зборот, коренот и иднината на охридската книжевност. Третата годишна средба на роднокрајни автори е доказ дека библиотеката, што го носи големото име на уште поголемиот поет и прероденик од 19-тиот век, нашиот втор Хомер Григор Прличев, се грижи во рамките на своите можности за сите роднокрајни автори подеднакво. Се надевам дека и денеска ќе имаме срдечна и многу убава дружба. Го поканувам колегата Милчо Јовановски, кој е носител на овој проект, да ве поздрави и да ја води оваа средба. Почитувани, Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид во рамките на проектот Трета годишна средба на роднокрајни автори, дел од програмата за работа на установата, финансиран од страна на Министерството за култура и туризам, како што чувте го објави алманахот Постапките на Прличев. Годинава одбележуваме 80 години од стандардизацијата на македонскиот јазик и 195 години од раѓањето на Прличев. И на овој начин го славиме нашиот убав и милозвучен македонски јазик. Годишнините не подсетуваат на долгата и сложена борба за јазичен, културен и национален идентитет. Прличев действува во време кога македонскиот јазик се уште нема официјален статус, но неговото дело и стремеж кон јазичен израз од народот се сметаат за предвесници на подоснежната стандардизација. Овој алманах е плод на отворената соработка на библиотеката со поетите и писателите од Охрид и околината, но и со дел од оние кои живеат надвор од него, дури и до Австралија. Стиховите и прозата од купно 34 автори кои се вклучија во проектот ја слават книжевната душа на нашиот град. Во срцето на Охрид, меѓу вековните камења и Тивското езеро, од секогаш живееле зборови, напишани, изговорени, пренесувани и од генерација на генерација. Книгата е доказ дека Охрид не е само град на историјата, туку и на инспирацијата, на автори кои ја прелева љубовта кон родниот крај во поезија, проза и мисла. Со ова издание библиотеката им оддава почит на тие гласови, некои веќе добро познати, а некои кои што туку го пронаоѓаат својот пат до читателот. Секој од нив носи дел од охридската душа, а сите заедно го формираат мозаикот на нашата културна меморија. Книгата Постапките на Прличев не е само збирка на имиња и текстови, таа е сведоштво за истрајноста на духот, за љубовта кон зборот, кон татковината, кон корените. Во секоја страница на ова дело се вградени животи на луѓе кои, иако тивко творат, го оставаат својот глас да одекнува преку времето. Некои од овие автори никогаш не ја добиле видливоста што ја заслужиле, некои пак се столбови на локалната книжевна сцена, но сите тие се дел од истото ткиво, охридско, роднокрајно, исконско. Охрид не живее само во своите дидини и икони, тој живее во и преку своите раскажувачи, во поетите што пишуваат за езерото, како за жива душа.
Оваа книга го прави тоа токму. Не подсетува дека за секое име стои приказна, а за секоја приказна вредност која треба да се зачува. Книжевноста е мост меѓу генерациите, меѓу минатото и сегашноста, меѓу емоциите и мислата. Мозаикот од поезија и проза, преточени во раскази или извадоци од романи, кои допрва ќе го видат светлото на денот, е мала благодарност кон авторите, кон тлото што не изресна и кон иднината која ќе ја цени книжевноста само ако ја го запознаеме нејзиниот корен. Ви благодарам. Дозволете ми сега полека да ги поделиме првите примероци на сите од вас, како заслуга за она што сте тука заедно со нас присутни. Ќе ги доделува директорката. Иван Трповски, ние во Австралија, ќе го поздравиме вака преку камера. Крстен Омовски Мечкар исто така е во Австралија и него исто така поздрав. Господин Мирко Томовски знаеме, одмара деновиве, рече дека ќе ни се придружи во сабота, односно ќе дојде во Охрид. Госпоѓа Марија Младеновска ни е тука. Повелете за авторски пример. Да ви се множат проектите и книгите. Митко Цаколюшевски. Господин Спилен Омовски Врсјак. Таму е. Испрати ми по моите колеги. Фала. Ќе патуваше малку. Љубен Цветковски е отсутен. Наум Трајчевски Австралија, Милован Србиновски е отсутен, не го гледам. Зора Златева. Повелете. Во оваа група не ни е тука Славчо Размовски. Славчо, да. Бела Узелова исто така не е. Дали може да ја земам јас Да, за месец, затоа што... може слободно, да. Тај притисокот не е вреќе. Чувме со лајка. Григор Костевски. Повелете. Виолета Ачковска е во Скопје, не поздрави преку Фејсбукот, ќе дојде во друга пригода. Љупчо Милковски. Тука е. Честитки. Госпоѓа Нади Џосевска. Госпоѓа Љубица Петреска Чифлигаровска. Господин Гоце Ѓоршовски, тука е. Марина Икономова Шокева, не ја гледам, не е тука. Розе Костевска не е тука, господја. Господин Туран Јакимовски е отсутен. Не ги речи да помошате. Да, така. Господин Митре Мандовски Радорзански е тука. Нека се множат, нека продолжите и си. Ана Петановски Ленчерице ќе го најави отсуството. Господја Даниела Илиевска е тука. Исто така Лидија Размовска Тримовска е отсутна, таа не поздрави од Скопје во групата која што имаме, но тука ни е Марина, госпоѓа Марина Шикова Димовска. Исто така и Елизабета Трајчевска, тука е, Ѓоршевска, еве. Да. Јордан Коцевски е отсутен, Елена Обухова. Благодарам на често бидам на крај на автор. Кристината Рудевска исто така е тука. Светлана Калановска Котевска, таму. И Блаже Петрески и Емилија Карафиловска се отсутни, но дополнително ќе им бидат врачени овие, да речам, книги кои ги отпечативме. Јас можам да кажам дека навистина беше гордост и респект да се работи со сите вас и со оние останати кои не се сега тука, но во исто време мислам дека се извинувам ако бев малку нетрпелив, односно и барат на време да ни ги пуштите сите дела за да излезе книгата како што се договаравме. А ние годинава исто така имаме еден проблем не само кој што беше генерален на ниво на нашата држава, околу издавањето на цип записите, успеавме да го надминиме и сето тоа, и ево успеавме на јавна благодарност и до печатница Ирис,
што искрено речено во еден ден ја отпечати книгата, значи за еден ден излезе отпечатена, спакувана и донесена во Јас би им нашата подарила библиотека. и на присутните по еден Може пример. слободно? Да, повелете директорке. А додека тоа се случува, јас би ве замолил сега за да не бидеме да ве тераме еден по еден, кој како што сметате, можете да прочитате по една песна од вашите кои што сте овде застапени во овој алманах. Би било убаво ова наша годишна средба да ја зачиниме со поезија, со проза и така натаму. Повелете, ајде, еден по еден, слободно без да се представуваме. Веќе се представивме пред екран. Мене да не гледаше, па рекол, сигурно јас треба да се јавам. Да. Hvala. Дојдов за да кажам нешто. Само два збора, како увет, вовет. Ние човештвото заборавихме зошто сме створени и што е нашата мисија. Не морам сите да мислиме сега на тоа. Време го е навистина сериозно. И ова е баш таква тема. Контрола 6. Тода Илиевски ме научи да читам како поднаслов. Работници нема. Обземени се извинам. Обземени од земни страсти, а жетвата стасала војно, секој свој командант и цар и царство. Тоа не може, многу сте. Бунарче, чешмиче тече, штркот Силјан, дечишта рој, сиите кај Господа, со смрт, со уплат. Но, патот, словото стана руго, работничка класа, сите во промет. Узреа нивата, узреа песната. Однатре е царството во срцето. Не сме од овај свет 5000 години. Намножи словото за амбарот. Со радост во новото небо 6 дена после 2012 година. По скриптум Сабајлево го додадо, аутизам во мене го немаат децата, во воите. Контролата е совршенство. Протестот е маркетинг во овој свет. Игра на броеви. Сите звезди на небото сјајат, сите обнови горат. Светлината од небесата се спушти, бродовите застанаа. Морето се стиши. Небото не е граница за препреки. Но судбината ги меша картите, ама играчките од броеви се тие, кои играат со нас. И нема поголема друга од твојот мирис што опива. Ајде, мешаме ватре. Макокино појди зародишот на зората со раширени раце, со отворено срце и душа да го прегрнеш. Првите сончеви зраци со широко отворени очи да ги пиеш, да те осилат, да те обожат, како со милениуми што го правеле тоа нашите стари прадедовци. Потем Охрид дојди и така осилена, обожена, од брегот на најубавото Бело езеро пред најубавото Зајдисонце длабоко да се поклониш, со широко отворени очи последниот сончев зрак да го испратиш, потоа покрај таа маѓевсна мирнотија заедно да прошетаме, чаша охридско црвено вино да испиеме, длабоките чувства да си ги прераскажеме за овие две исконски убавини од самиот Господ Бог нам подаде. Еве,
Любчо Милковски се јас. Расказ има книгата. Раскавот се вика врска. Или може да се вика и везилка. А може да се вика и лоза. И лозарите. Така да врската е таа во самата везилка, во самите лозари, во самите нас. Прво пред да кажам 2-3 збора, поврзани со самиот расказ, да кажам нешто со самата книга, со самата библиотека, со вие што го правите тоа. Една благодарност кон вас, за тоа што вистински го правите, за оваа ваша неуморна активност и работа, Милчо, Кристина, целиот тим. И мислам дека правите нешто што остава длабока трага и е дел од една историска ризница и ќе биде дел, затоа што нудите можност, нудите избор и го давате она што е најсвето. Луѓето, човекот, поети, писатели, пишувачи, да можат да шарнат, да напишат, да помислат, да го кажат она што во моментот мислам дека треба да го кажат и она што е ново, она што треба да го обмислат. Со она што е наша една од најголемите охридски и македонски теми, а тоа е нашиот Григор Павличев. И ние го носиме неговото име. Ние сме на патот на Григор и на сите како Григор, она што го имавме како предворие, како што кажа Милчо, на стандардниот, на нашиот убав македонски јазик. И она што беше охридски, македонски народен јазик и она што за што се бореше самиот Павличев, но и за што и страдаше. Ке ми дозволите, може би не целиот расказ, ама нешто да прочитам. Нема да ми замерите на должината. Големината ме покори. Го поклонив убавиот поетски подарок Охридска светлина на поетската еминенција на балканскиот 19 век со македонски и охридски корени. На венцоносецот и Хомеров наследник, на беседникот на словото за Свети Климент, на страдалникот меѓу страдалниците за беседниот и пишан охридски и македонски збор и говор. Денот не совладува. Мислата не ме остава. Ја бранува историската нишка на цврстата аура во вербата на своето и различно од другото, но истовремено и своето и другото создаваат предности, прифатени од сите заедно во овој наш свет. Ние сме подучувани и затоа знаеме дека почитувањето на своето значи и почитување на другото, на различното. Така ја разбираме цивилизацијата како моќно средство против неправдите и нееднаквостите. Копајќи и одејќи низ старите канали на културата, просветата и писменоста, броејќи ги вековите, може би 9 или 10, од Климента преку
пригора, доаѓам до Живко Чингов и неговиот овековечен од о животишчено и неуморниот ум за создавање, за творештво, за продолжување на тешкиот и дарежлив пат, култура, просвета и писменост во неговата пасквелија и татковинскиот му дом. Чекорејќи така, по неговото творештво и скапи трудови, се сетив, седејќи на дрвено столче во неговиот и фамилијарен двор и дом во Охрид, наспроти градскиот пазар на улицата Аба Семин, летото 1985 година, некаде напладне, како разговара со него, по претходен негов повик и како во тие скапи минути и секунди јас огледувам едноставноста и големината на личноста и творецот што достоинствено ја носи длабоката историска врска на бистриот бран на вистината, правдолюбието и честа на својот народ и народите на балканските, европски и светски простори. Живата линија ја осветува големото сонце, кое свети за сите, пополнувајќи ги и насочувајќи ги цивилизацијските и културни достигнувања и вредности. И благодарам. Поведете, послушете се, земите мала никој со големо срце отворено и се надевам ќе помогнете и другите да се напијат. Еве имате и тука од овој дел, послушете се, така оди убаво, кафенце, водичка и поезија и проза. Поведете натаму. Јас сум Љубица Петреска. Нема проблем. Дека сум помала вака. Господ ми те дари. Те барав, среќо моја, горе меѓу звездите. Те барав, среќо моја, знај и меѓу песните. Твојата љубов е моја звезда водилка. Во срцево ми е топло, сонце ме грее. Господ ми те дари, со тебе јас да бидам, љубов твоја да осетам, живот со тебе да живеам. Заедно сме среќни, вечна љубов не води, еден живот Бог ни дари и двајцата не благослови. Минувавме заедно години, песни ни поминуваа, за рака фатени, чекориме по патот на среќата. Љубовта Бог ни ја дари, нему му благодариме, среќни од Бога благословени, еден за друг создадени. Сакам нешто да кажам, да ве поканам на промоција во недела во 11 часот во кафе Бар Мост на нашиот млад писател и поет Виктор Сарафиловски со првенчето Меден пат. Ве очекувам сите овде присутни. А каде е домот? Како така што беше? Мостот беше. Само ако може, господјо, ако може навака да дойде да снимам со грб. Добре, дојде овдека. За да може да ви Да сликам. подобно сте на видео. Привилегија. Кога ви ќе правиме да ја ќе измонтираме, не е проблем. Цветови. Водопади од зраци ми греат, израсутени багрени спомени горат. Бели лебеди во срцево танцуваат, магија што не ми дава спокој. Спомени лути бранови, не ми допирајте немири, раните ми се цветови.
Кристина. Здраво на сите. Оставија тагата да отагува. Ако тагата ти се всели во душата, направи и место да може да го отагува своето и да си замине. Ако тагата најде свое застолниште и лежи така како дете мало собрано, како во скутникот од баба, остави ја, но не заборавај ја. Подсетувај ја од време на време, внеси и малку немир со својата среќа и радост. Потурни ја малку со раката, тагата, насмевни се и кажи дека се ќе биде во ред. Дека си доволно силна секоја тага на светот да ја отагуваш. Дека со секоја преживеена тага си потпорна од секоја наредна. Со насмевка кажи и кога ќе дојде и кога ќе биде подготвена да си замине, нема да ја го наплатиш нејзиниот престој. Затоа што животот за се ти има наплатено, па и за неа. Јас сум Марија Младеновска и ќе прочитам една мојата песна, инспирирана од мојата ситуација во која што се наоѓам. Би сакала да ти кажам колку се празни моите ноќи, кога сум далеко од тебе. Би сакала да знаеш од кои звезди се искаените моите желби. Би сакала да ти кажам дека мојата дланка е празна без твојата. Би сакала многу нешто да ти кажам и на крајот да те стиснам од тојата топла преградка, тогаш ќе бидам најсреќна. И од мене честитки за ова прекрасно дело и да продолжите на ваков начин да ги афирмирате и новите писатели. Јас сум Роза Костеска, вработена во градинката Јасна Ристеска, воспитувач кој што долги години пишува и соработува со многу издавачки куќи, веќе имам 15 мои книги збирки издадено, претежно пишувам за деца и во оваа збирка во последен ден случајно се сретнавме на еден настан што го организирав јас. Стихувалки, да, на кој што Милчо ме покани да учествувам и беше необјавени песни, па така нешто што ми се најде тогаш во мојот компјутер пуштив. Детството е најубавиот дел од животот и заради тоа го одбрав како моја пасија за која што пишувам. Радувај се на се, наутро со секого поздрави се, како се чувствуваш, изјасни се, со сите другари гучни се, секому насмеј му се. Секому најди му се. Дели со другарите се, со убав збор секому обраќај се. За помош заблагодарувај се. Споделувај се, играј, пеј, не срами се. Дозволено е се, весели се, радувај се на се. И бараат во дигитална форма да ги прочитаат. Јас викам, тоа го немам. Се јавив во Ирис, Ирис ме препрати до Милчо, рече да разговара и со него, тој сигурно знае како. Значи, разговараме овај разговор околу ние, затоа и таа годишна трета средба, да одговориме на некои прашања. Според законските прописи, јас предпоставам дека повозрастните подобро го знаат, дека треба да се бараат авторски права при објавување, дали тоа печатење и електронска форма, независно од доколку по 50 години, значи, од избегувањето на книгата, потоа може без авторско право да се бара, оното библиотеката или некој кој да било друг издавач да може да го печати тоа дело. Еве, јас имам таква ситуација, значи правев книга за библиотеката, нели знаете, 70 години библиотека, и сакав да метнам еден текст од почитуваниот Георги Сталев, кој што е посветен на Првличев, детето Лавреви гранчиња, така се вика книгата посветена на Првличев, објавена 70-та година. За среќа човекот е иако возрастен, се уште жив, стапивме во контакт тогаш кога требаше да ја печатам книгата и побарав да ни дозволи да го печатиме, дали ќе треба и на писмено, рече не. Значи, доволно беше позната Охридската библиотека и сите тие работи, не направи проблем. Но во такви авантури не би се пуштале на нешто доколку ние немаме дозвола, затоа што прво од друга страна може да не најде некоја голема проблем да бараат авторски права, па средства, па тие работи, тоа во време знаете колку тешко би било. Затоа ние ги почнале, значи секако со вас равноправни автори, на кои предпоставувам и биде и чест и задоволство книгите да ги има во таква форма, а не дека ќе барате некои авторски хонорари и така натаму, што искрени сме, тоа не можеме да го постигнеме и да го направиме.
И нормално е, ние сега да потреме со една динамика, еден човек кој ќе работи на таа сфера, за сега барем во нашата библиотека, нека може да постигне наеднаш сега сето тоа да го направи. Најверојатно ќе одиме по некоја возраст или да речеме, ајде кажам, да не ги делам на познати и непознати автори, но дела кои се барани или веќе препрочитани и така натаму, би почнале со некој таков редослед, но ние исто така ќе бидеме условени, тоа изуми директорка да го кажи, се прави национална стратегија на ниво на државата преку НУП Скопје и на тој начин ќе се преферира која библиотека што ќе дигитализира. Затоа што знаете може да се случи, а веќе се случува тако хаос, особено почнува дигитализација на периодиката, тоа се вестници и списанија, и во Скопје се скенира, да речеме, Нова Македонија, Вечер и така натаму, и во Штип, и во Охрид и секаде. Тоа не е потребно, само тоа е на губење време, затоа што ние сите сме во еден кобис систем кој се унапредува и каде што секој може со еден клик да влезе и како член на библиотеката да ги користи тие услуги, нормално под одредени услови кои стојат под секој запис како тоа треба да се стори. Што значи дека сите заеднички ќе се учиме едни со други и јас кога дојдов во библиотеката и кога размислував, значи ја почнав таа прва средба, па еве втора, па веќе сме трета, веќе денови веќе конкурираме и за четврта средба за идната 2026-та, да сме живи и здрави сите и побројни. На тој начин сакаме да ги филтрираме сите тие преку разговори и преку средби, да направиме авторите се чувствуваат достоинствено во нашиот Охрид и се надевам дека имаме желба и волја сите подеднакво да си помогнеме едни со други. И кога веќе зедов збор да не биде по 100 пати, што би се рекло, иако јас ја водам средбата, благодарение на тоа што директорката ми ја даде можност како носител на проектот, да информирам дека имаме во сабота, тоа е Слушни го езерото, настан кој го правиме втора година со ред, во 10 часот, овдека пред нашата библиотека, во рамките на денот на заштитата на Охридското езеро. Знаете, поминава веќе 25 години од формирањето на таа трилатерала помеѓу Охрид, Поградец и Струга, кои што слават заеднички ден на Охридското езеро 21 јуни и годинава ние повтор пат ја организираме таа манифестација поддржана од Министерството за култура, а годинава за среќа и од општина Охрид и влеговме во таа заедничка програма која е во сабота. Има 5 автори, сега се надевам дека нема да прескочам него, Колјушевски, Марина Шикова Димовска, Даниела Алексеевска, Митре Манговски и мислам дека беше и Мирко Томовски, кои годинава ќе го представуваат Охрид во тој тим, да речам, на автори, помеѓу токму на оваа манифестација, ќе читаат по една своја песна, која веќе е дадена на превод и на албански јазик, во присуство на гости, кои што ќе бидат од општинава и од двата други крајзерски града. Ве молам, значи, минатата година имаме уште помешан состав на луѓе, значи ова не е некој избор со протекција и не знам како. Се надевам дека до година ќе бидат други 5 и така натаму, толку ни представува времето и толку се можностите, што значи дека таа мрежа на луѓе ќе ја шириме со присуство на други настани, едни на еден, други на други и така натаму, да се отвораме кон светот, што би се рекло, и да слушнат сите за нашата поезија, проза и сето тоа што го творите вие. Тој настан те поканете сите, повелете во сабота во 10 часот пред библиотеката, а ќе имаме, еве вака морам да признам, мене тоа ми е многу драго, посебно што нашиот назив Слушни го езерото го прифатија во неколку наврати, контактиравме со Поградец и тие од минатата година присуствува во еден таков состанок по септември, заедно со колешката тогашна директорка од Трушката библиотека, односно Центарот за култура. Годинава продолжија тие контакти, наша колешка беше веќе присутна на еден состанок деновиве кој што се одржа во Поградец. Сака да формираат и тие нешто слично, како што е овој наш фестивал или таа манифестација Слушни го езерото. Се уште не му има дадено наслов, но ќе се одржи, барем познате веќе датумот, 19 септември, ќе биде во Поградец. Наше задолжение во соработка со општината е да одбериме, значи остава на нас како библиотека 8 автори, кои што ќе се можност во тогаш по една нивна песна и со нивно присуство да бидат во Поградец на тој ден, на тој нивни прв, ајде да го речам, некој крајзерски фестивал.
Првата идеја им беше да бидат тоа пред се млади автори, но според она што сега ми го пренесе, иако се уште немаме дефинитивен записник, ова е се прелиминарно од тоа што биле на лице место што е кажано, дополнително некаде до крајот на месецот најверојатно ќе имаме и такво нешто, а ние ќе го објавиме, ќе останеме во контакт со вас и еве тогаш ќе можеме да ве поканиме 8 охридски автори да одат писат поети и под кои услови ќе ги пишува и условите на кој начин се песните, како ќе се избираат и така натаму, да се присуства, бидејќи организатори се луѓето од поградот, од нивниот центар за култура, односно библиотеката која таму работи под општински рамки. Ова е тоа што сега би сакал да кажам. Повелете, продолжете, не знам докаде застанавте, оваа средба е на сите, продолжете со читење. Ќе се вратам на едно место каде што веројатно не ќе имате толку можност да стигне, тоа е првата моја книга Елементи. И во неја давам еден наш македонски амбиент во песната на Панаѓур со наслов Вест на народот. Седнати во мраги редови, на раѓање сонцето го параат како жолчка. Во сите и грци го робат, со викот воздухот румено го бојат. Фатени рамо за рамо, со свадбени бајраци небото го крпат. Човек во бечвени скавелен плач до срце во мој носат, од тага во песнава джамада ни виткаат. Благодарам. Ти стануваш секој збор што го говорам. Буква по буква, ноќта го испишува твоето име. Во сенката на луната, гледајќите прозрачно, заминувам во бескрајот на загадките. Во литургијата на спомените ги повикувам сите зборови искажани да ми го покажат патот до тебе. Ми благодарам. Може. Ако не те знае, за да ми спинето кафе ти видиш бројат од твоите очи, а питкоста вкусот од твоите усни. Ако не те знае, за да ќе можев да нурнам во твоите длабочини, а да не се удавам во твојата убавина. Ако не те знае, за да ќе видев како твоите очи го будат сонцето, за да ми започне денот со тебе. А ти се уште, како извор протекуваш, мене жеден оставаш. И двајцата се срамија. Кога наставничката ги седна заедно, тие се одмерија еден со друг со презрели погледи, во мислите се објавија војна един на друг. Надуенка, помисли Денис. Се знајка, како да не, помисли како одговор Вале. Бидејќи беа непоправливо одлични ученици, тие се надпреваруваа во се. Кој повисоко ќе крени рака, кој повеќе пати ќе излезе на табла и дури во тоа кој подобро ќе ја исчисти училницата кога е дежурен. И ете сега се чинише дека тие пишуваат писмено по математика, но всушност меѓу нив се водише уште една, кој знае која поред мисловна борба. Автомобилот тргна од точката А кон точката Б со брзина од 70 км на час. Пишуваше Валя и истовремено размислуваше. Тргнал на море со мене, со мама, со тато и Тобик. А вториот автомобил со брзина од 60 км на час пишуваше Денис и неговата фантазија создаваше ваква слика. Ете јас, со мама и тато и со мачерот Спајдер одиме на планина. На море, Валя го турна Денис со лаптот. На планина, Денис го повличе аголот на тетратката на Вале. Вале напише крива цифра и наведено ги собра усните. На море. За колку минути првиот автомобил пристигнал побрзо на точката Б, запишал Денис и со негодување помисли. Како да не, ако тие стигнат побрзо, таму сигурно ништо нема да остане за нас. Вали му го покажа јазикот на Денис и го запиша одговорот во тетратката за 15 минути. Сигурно веднаш, само нека се надева. Пицата ја поделија на 9 парчиња. Денис изел 1/4 повеќе од пица од Вале. Чекај малку, па ти ќе пукнеш така? Нема да пукнам, имам пробано. Еве ќе ти докажам после часовите, ќе ти видиш ти убаво. Само обиди се да ризикуваш, да се премислиш. Вали му се закани со топаницата и го напиша одговорот. Денис гласна воздивна и се зафати со третата задача. Максим